Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Дарот на мисионарење, распространување на светата православна вера, доши попреку планетава Земја, почувајќи од дома, од своето домашно огниште, а пред тоа уште однатре во себе самите, за Христос да се всели во нас и нашите срца да се претворат во јасли, во кои што тој се раѓа, за да биде во вечна заедница со нас, имајќи во него да им го раздаваме, затоа што човекот не може да даде нешто што нема. Светите апостоли ни се добар пример за тоа. Денес ги славиме светите апостоли Петар и Павле, а утре соборот на светите 12 апостоли. Свети апостол Петар стана символ на верата. Верата на Светата црква е верата што тој ја исповедаше на прашањето Христово, а дали вие знаете кој сум јас? Бидејќи за сето тоа време луѓето нагодбено зборуваа за Христос. Сите знаеа дека тој не е обичен човек. И најмногу до што умот им доаѓаше беше дека е голем пророк. А некои во него сакаа да препознат еден од големите пророци. И така луѓето едни со други се расправаа кој е тој човек. За кој што сите знаеа дека нема покрив на главата своја и никој не знаеше за неговото потекло, од каде е тој. И затоа Христос ги праша своите ученици, а дали вие знаете кој сум јас? И како и секогаш Петар со својот огнен темперамент излезе пред сите и исповедаше верата на сите своји другари, апостоли. Ти си Исус Христос, Син на живиот Бог. И тогаш Христос му кажа дека на каменот од верата што тој во моментот ја исповеда ќе ја согради својата црква. Верата на светиот апостол Петар е верата на целата црква, не негова приватна вера. Поради што нашите западни браќа, римокатолиците, воопшто не се во право кога сметаат дека верата Петрова е како негов личен или приватен или собствен став кон Христа, верата врз која што се темели црква Господня. И затоа епископот што ја возглавува Римската епископска катедра сака да биде нарекуван епископ на катедрата Екс Петрус, Петровата катедра, а Петар бидејќи според нив е прв меѓу апостолите, тогаш тој папата кој да е доаѓајќи на истото тоа место инсистира на првенството по власт во однос на сите други епископи во црква. За нас, православните христијани, ќе повторам, верата на Петар е верата на светите апостоли, а меѓу апостолите нема први и втори. Сите се еднакви меѓу себе и таа еднаквост меѓу нив е еднаквоста што владее меѓу сите членови на Светата црква Божја. Дури оној кој што сака да е попрв или поголем од другите, тој треба да биде последен, да им биде последен на сите, како некој кој што е тука за да им служи, а не за да му служат.
И потоа оне што сака да биде попарт од другите или поголем од другите, треба да се претвори во доброволен роб во љубовта кон сите. Тој може би има шанси да биде поголем од сите други, како пример за сите други. И така, еве ваш тој камен аголен, а каменот аголен над Светата Црква Божја е самиот Христос, и верата што Петар ја исповедаше во него како вера на сите собрани околу Христа, тоа е Црквата Божја. И затоа таа е и македонска, и српска, и бугарска, и руска, и грчка, по зависност од концентрацијата на етносот што го чини телото Христово на еден географски простор, а и пред се е Христова. Христа ради и за Христа ја има и постои. И по тоа прашање, секој обид да се делиме по која годе основа е промашен, безсмислен. И ве молам од ова свето место да го отфрлате како неточно и непродуктивно за понатамошниот обстанок на Светата Црква Божја, на светиот народ Божи и на оваа планета, но и сиот свет, како ракотворба Божја. Амин. Амин. духови Твоему, прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа оти оне од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, тај толку силна вера што и планини да преместувам. Ако
Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, сине, имам нешто да ти кажам, а тој одвети, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни за мударац. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кој повеќе ми прости, а он ми рече право пресуди. И кога се заврати кон жената, му рече на Симон, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твој дом, тој ми вода за нозите ми даде, а таа со солзи ми ги обие нозите, и со косите своја ги истри. Тој ми даде цели, а таа откако влегов ми престана да ги цели на нозите мои. Ти со миро ме помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти не возлюби многу, а кој малку се простува, таа љубов има. Неизи пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.